Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитуван колега поднесувач на амандманот, Сали Мурати. Конкретно за амандманот, во овој амандман барате 8 милиони наменет за публикација и информативни материјали на турски јазик и едукативни активности. Во ред од ваша страна, вие сте представник на турската заедница во Република Македонија. Барате начини како тоа да се реализира, право, човеково право, основно. Но мене вака лично ме интересира, па би сакала да ми одговорите доколку сакате и можете. Во Собранието на Република Македонија се носеше 2018, мислам беше, закон за употреба на јазиците, а вие тогаш бевте, ако не се лажам, коригирајте ме, председател на Уставен суд, или ако не сте биле председател, сте биле дел од Уставниот суд на Република Македонија. Јас би сакала да ве потсетам на целата процедура и начинот на носење на тој закон за употреба на јазиците, каде што пак друго човеково право, да кажам, беше брутално скршено од страна на тогашниот председател на Собранието на Република Македонија, Талат Џафери, кога ние како пратеници, ние сме, нели, освен што сме законодавна власт, ние сме и представничка власт. Ние како пратеници на ВМРО ДПМН, тогаш и јас учествував во изготвувањето на тие амандмани, поднесовме 35.000 амандмани. Тие 35.000 амандмани завршија во контейнерот на Собранието, тука каде што ги паркираме возилата, и воопшто не беа разгледани. Дали вие како рековте дека имате анализа од 65 страници, и јас тоа го поздравувам, дали тогаш како представник на највисоката, да кажам, судска власт, Уставен суд, со таквите анализи и еве како познавач на правата за употреба на јазиците, подопрен глас, затоа што и Уставен суд може да расправа подопрен глас, не само обвинителство и останати инстанци, дали тогаш се заинтересиравте да видите за прекршената процедура и начинот на кој што тој закон се донесе и начинот на кој што беше спречено правото да биде дискутирано за тие амандмани. Тоа ми е вака прво прашање. И второ прашање, дали тогаш кога веќе сте биле во судот во кој што навистина се третираат правата на малцинските заедници во државата, сте го покренале ова како прашање во однос на вашите сегашни барања, кои што гледам се фокусирате исклучиво на нив, и дали партијата која што сега вие ја представувате, вие сте во ДУИ, дали тогаш партијата која што вие сега ја представувате ви помогнала или воопшто не ја интересирало правата и употребата на турскиот јазик во државата? Дали вие како човек кој што се залага за правата на турците во кампањата сега и предходно, па и сега во моментот, не само вака декларативно, туку и со ваши, кога не влегувате во некоја коалиција, подразбира ваши барања во таа коалиција. Што вие од таа коалиција сте побарале? Предпоставувам, кога сте седнувале со Али Ахмети како турчин, сте побарале нешто да застапуваат ДУИ во однос на турските. Јас имам широка мисла и додека да дојдам до целта, ако не ве интересира, може слободно се излезете и јас да си продолжам. Па шо ли?
Сега, мое право е. Не, ве Јас молам да можам не и да си молчам. правите диалог меѓу себе, бидејќи имате побарано збор. Вашиот колега Талат Имате побарано Џафери збор, ако има треба собраниска ќе колегите пракса. реплика ќе Има побараат. собраниска пракса воведена од вашиот колега Талат Џафери, кој што излегуваше на говорница и молчеше. Јас и тоа можам да го правам, но не го правам, објаснувам. Да молчам, како Талат Џафери што молчеше. Тоа се вика собраниска пракса. Значи да се фокусираме, колега, повторно на вас, Сали Мурати. Да се фокусираме на амандманот Дали, и да, на обраќањето до амандманот. Сали. Дали господинот Сали Мурати направил некаква иницијатива конкретно во овие општини, па и не мора во овие општини, тој преку диаспората или во државата, вакво барање дали вие некогаш сте имале, или сега некако се просветливте, па да барате права на турците за кои што неспорно е дека треба не само турците, сите да ги има. Тука не спорам никаков дел по однос на правата на заедниците. Дали тогаш, како уставен судија, сте потекнале некаква иницијатива по однос на весници, по однос на медиуми, по однос на флаери, за подигнување на свеста на граѓаните за нашите братски турски народи, кои што живеат, нашиот братски турски народ, кој што живее заедно со нас на овие простори со векови. Или сега отеднаш добивте некакво просветлување и дали ова само иницијативно, или гледам тука е подпишан и колегата Блерин Беџети, ова ви е дел од некаква си предизборна платформа на која што вашето коалицирање и влегување во ДУИ било дел од вашите барања. Еве да го заокружам, да ги заокружам моите прашања кон вас. Значи, тоа се неколку прашања кои навистина ме интересираат и доколку да, 35.000, ме прашуваат колегите, 35.000 амандмани дали имало во за законот, да, 35.000 амандмани имаше, секако имаше за турскиот јазик, но тоа некако не додада. 35.000 амандмани, тогашната опозиција ВМРО ДПМН е поднесена законот и беа фрлени во контейнер. Што вие како експерт, како уставен судија мислите за таквиот начин на практицирање на демократијата? На практицирање, тоа е флагрантно кршење на правата на пратеникот и практицирање на демократијата. Си разговараме, често можете да одговорите, можете да не одговорите, но како и да е вака, ме инспирирате секогаш кога говорите за правата на јазиците. Па, еве решив да ви се обратам и да образложам што јас мислам за вашиот амандман. Благодарам.